И памтете дека оваа борба се уште не е завршена и фашизмот се уште владее во порите на општеството. Ако во 41-та луѓето крваво и со пушка во рака се бореле против фашизмот, денес таа борба скриено продолжува и фашизмот добива нови форми и ново олицетворение. Еден од штадовите на градски парк е движењето за социјална правда Ленка, кои предупредуваат за современите форми на фашизмот, како и за постоењето на млади групи кои се залагаат за определени современи форми на фашизмот и веруваат во неговите идеологии. Антифашистичката борба продолжува. Фашизмот не умре со нацистичка Германија, со крајот на Втората светска војна. Фашизмот се уште постои, но во многу прикриени облици. За жал, во Битола има многу развиена неонацистичка група. Лоден Онор, најмногу, повеќе нема само кукасти крстови низ Битола. Сега има и многу поидеолошки, не се само туку така нацртани овие работи, туку е многу посериозна работата. И затоа тука сме ние сите за да укажеме на овие опасности. На денешниот ден настапија музички групи и нивната цел, освен да го прослават денешниот празник, беше и да пренесат порака до младите групи кои сами себе се декларираат како неонацистички или профашистички. Тие промовираат својата музика и воедно им оддадоа почит на борците. Оваа цел ја имаше и пејачот Андреј од бендот Гласном. Ние сме антифашистички бенд, сите во групата сме со левичарска идеологија, значи против фашизмот. И бевме спремни, значи имавме песни, но немавме точен датум, ме разбирате како да покренеме цела игра. Денеска сега додека збориме најголемите фашистички групи како што се НАТО, Европска унија, работат позади нашиот грб само за пари. Граѓаните може да се зачленат и во Сдруженијето на борци, со давање на потпис за поддршка на правдата, демократијата и еднаквоста на сите граѓани во општеството. Штандов е за зачленување на нови членови во Сојузот на борци. Малку луѓе знаат дека Сојузот на борци не е здружение само за борците, туку и за нивните поддржувачи. Низ разговор со нивниот представник дознавме понатаму за нивниот став кон фашизмот во сегашното општество. Кај нас постојат некакви си деривати, шовинизми, национализми кои што не ги користат истите алатки, но ги користат истите верувања како фашизмот за величината на нацијата, за подреденоста на различните, особено за жените, сексуалните малцинства, етничките малцинства, културните, верските и така натаму. И тоа, ако така просто го дефинираме фашизмот, е еден чекор подалеку од фашизмот, но сепак со исти верувања. Денешната манифестација е финансирана од Сојузот за борци. Организаторите планираат борбата против фашизмот да се слави и спроведува во текот на целата година. За трошоците во градски парк беше поставена и кутија за донации. Помош од владата немаше ни за 70 годишниот јубилеј. Горан е дел од младинската организација задолжена за овој настап. Прво, мислам дека владата нема програма за грантови на невладини организации кои што сакаат да прават. Можам да замислам колку долго ќе траеше тоа, колку време ќе траеше и на крајот ќе требаше да дојде премиерот да ни говори од дека ние сакавме да имаме политичари, сакавме да имаме. Покрај никаквата финансиска помош од владата, покрај политичките припокувања, покрај луѓето кои се делат национално и етнички во прославување на празници, денеска видовме една заедничка антифашистичка борба на македонски и албански бендови и стари и млади граѓани кои достоинствено ја обележаа 70 годишнината против антифашизмот. Ајде да го скршиме фашизмот, деструен фашизам. И ова ми представува големо задоволство што денес се прави ваков концерт за против фашизмот. Од секогаш имало луѓе кои биле против, имало луѓе кои биле за. Дали е албанец, дали е турчин, ром, македонец и други националности, не е важно, знаеш. Ајде да ги скршиме, да ги сите облици во животот, знаеш. Еден е животот и треба да го живееме како вистински џин.